Ќе продолжиме денес и ќе треба и да завршиме со новозаветната синагога. Веднаш без да губиме време, ќе отвориме еден текст во делата на апостолите. За денес најавите ќе читаме претежно текстови од оваа книга, Дела на апостолите. Во Дела на апостолите, втората глава. Се враќаме, значи, во времето кога сите христијани, сите верници биле во една местна црква, матична црква, Ерусалимската црква, кога се уште не биле расејани, се уште не биле отидени да проповедаат по другите краишта. Како што знаете, им било многу убаво во таа црква и не сакале да заминат подалеку. За да Господ сепак се погрижи и другите краишта, па и другите народи подоцна да го чуят Евангелието, тие верници требало да бидат расејани, да не бидат на едно место во Ерусалим. И тоа се случило преку прогонство. Но, да видиме сега, уште додека биле заедно во Ерусалим, се поставува прашање, лесно прашање, затоа што и порано сме зборувале на оваа тема, а и да не сте го чуле тоа од овдека, сигурно ќе погодите. Кога христијаните, кога првите христијани ги одржувале нивните причесни богослуженија? Навечер. Точно. Зато се нарекува света вечера. Не се нарекува свет ручек. Ако христијаните се причестувале како ние, значи околу пладне, требало свет ручек да се вика. Меѓутоа, христијаните се причестувале секојаш навечер. Односно, зборуваме за првите христијани. Кој денови тоа го правиле? Секој ден, точно. Значи, во тој поглед христијаните не ги разликувале деновите. На почеток. Има некои места, например во 20 глава Дела на апостолите, 7 стих па натаму, случајот со Ефтих, малку го дискутиравме тој случај неодамна во серијата за библиски исцеленија, каде што се вели дека се собрале во првиот ден од седмицата, па имале литургија, имале причести, така натаму, Павле претерал со проповета, фатило полноќ и така натаму. Сепак и таму, и сега множи не велат, еве христијаните во недела одржувале богослужение. Не, и таму каде што се вели првиот ден од седмицата, се мисли на кој термин? Значи, знаеме од самиот случај дека било вечер, па затоа што претерал со проповета, сфатило полноќ, па случајот со Ефтих и така натаму. Тоа било вечер. Тоа било сабота, навечер, значи после саботата, и затоа што било вечер, било, веќе се нарекувало прв ден на седмицата. Христијаните до 4. век воопшто немале богослуженија недела сабајле, например. Ниту било кој ден сабајле. Зборуваме чисто за христијански причесни богослуженија. Зошто? Затоа што биле во прогонство. Затоа што немало верска слобода, затоа што се криеле по катакомби, по пештери, надвор. Ако и било во нечиј дом среде Рим, и тоа требало да биде тајно. И најзгодно време за тоа било кога? Повторно ноќта. Ноќта била најзгодно време.
Јустин Маченик од вториот век сведочи дека се собирале многу рано наутро, пред зори, во првиот ден од седмицата. Што значи, повеќе не било безбедно ни сабота вечер, туку, ако може, во некоје најлудо време, кога незнабожците пијани од своите журки и забави, се наоѓаат некаде да, не знаат ни самите каде. И затоа што Христос воскреснал не во недела изгрејсонце, не подоцна, ниту недела взори, туку пред тоа, уште додека било мрак, темнина. Да се вратиме на втората глава. Значи, Дела на апостолите, втората глава, 46 стих. Кога сите биле собрани се уште заедно во Ерусалим, ќе го прочитаме само стихот, што вие веќе го одговоривте. И секој ден еднодушно, вели, престојуваа во храмот, значи во Ерусалимскиот храм, и кршејки леп по куќите се хранеа со радост и чисто срце. Значи, додека биле собрани во Ерусалим, секој ден оделе во Ерусалимскиот храм. А навечер се собирале по куќите, кршејки леп, односно ги имале своите причесни богослуженија. Сега, се поставува прашање, зошто христијаните во сабота сабајле немале своји богослуженија, еве како ние денес, и својата причест да ја имаат во сабота сабајле, на некој своје богослужение? Зошто навечер? И тогаш кога немало прогонство, значи, кога се уште уживале каква таква верска слобода во рамките на еврејското општество. Добро, затоа што и првата причест Христос навечер ја востановил, може да се рече сето тоа. Но зашто во сабота сабајле? Кај биле христијаните во сабота сабајле? Еве само од овој стих што го прочитавме, точно, во сабота сабајле христијаните биле на еврејското богослужение. Христијаните не биле луѓе кои што се одвојуваат од Божиот народ, а еврејскиот народ бил Божиот народ. Христијаните не биле луѓе кои што се одвојуваат, туку христијаните биле луѓе, и самото Евангелие ги мотивирало, што е можно повеќе луѓе да обединуваат, да соединуваат во Христа. Секаде во делата на апостолите, каде што биле добре дојдени, и се додека биле добре дојдени, во сабота наутро, христијаните и апостолите ги посетувале еврејските богослуженија. Ако тоа било во Ерусалим, во храмот, како што прочитавме. А ако било на други места, во диаспората, во други земји, секаде каде што имало синагога, еврејска синагога. А таму каде што немало еврејска синагога, каде? Имаме еден интересен стих за тоа, Дела, 16 глава. Првата проповед, првото мисионство во Македонија, во Филипи, што читаме? Дела 16 глава. Каде се собрале апостолите
13 стих, така, благодарам. Ајде почнемо од 12-тиот. А од таму, значи прво вели во 11-тиот, откако отпловивме од Троада, каде што ја добил нели визијата од македонецот, дојди во Македонија и помогни ни. Стигнавме право на островот Самотраки, а вториот ден во Неапол. Неапол е денешна Кавала. А оттаму во Филипи, кој во тој дел на Македонија е прв град, римска колонија. Во тој град престојавме неколку дена, значи не стигнале во сабота таму, туку пред сабота неколку дена. А во саботата, кога дошло сабота, излеговме надвор од градот, при една река каде што има обичај да се молат, и кога седнавме им зборувавме на собраните жени. Зошто се споменуваат жени? За да постои синагога во било кое место, треба да има најмалку 10 обрезани мажи евреи, тоа е правило во јудаизмот, кое што до ден денес важи. Ако има помалку од 10 евреи мажи на некое место, не може да таму да се основа синагога. А може да има жени колку сака, жени, значи, што се обратиле, што веруваат во, според еврејската вера, го признаваат единствениот вистински Бог. И веројатно тука, бидејќи бил град римска колонија, со сите римски привилегии, значи во Филипи, значи претежно голем број незнабожци, малку евреи, а и тие што верувале во единствениот Бог, биле претежно жени. И кој прв се обратува во Македонија на Павловата проповед? Се обратува жена, Лидија. Да. Да прочитаме некои други стихови. Да се вратиме во Дела 13 глава. Тука започнува првото мисионско патување на апостол Павле во незнабожечки земји. И прва станица после Антиохија, значи црквата која што ги ракоположила и која што ги испратила на тој пат, е островот Кипар. Значи Дела на апостолите 13 глава. Мисионството, значи, кај островот Кипар започнува со 4-тиот стих. Нема да читаме се, 5-тиот стих да го прочитаме. Кога стигнаа во Саламин, тие го проповедаа Словото Божјо каде? Во јудејските синагоги. Доволно е само овој прв дел од стихот. Значи, на самиот почеток на своето мисионско патување, апостол Павле прво проповеда каде? Значи, кога веќе влегува во пагански земји. Кога влегува во незнабожечки народи. Прво бара јудејска синагога и таму почнува да проповеда. Зошто го правил тоа? Зошто не почнал да им проповеда на паганите? Токму така. И една друга побитна причина за која што Елена Вајт ја кажува, видите, има еден многу битен мисионски принцип, кој што, колку што јас знам сите овие години, во адвентизмот скоро никогаш не се почитувал, а веројатно и кај сите други деноминации. Тој принцип сега само ќе го кажам, овака со своји зборови, многу жалам што уште не ми е вратена книгата, каде што го има целиот цитат, а се надам да ја добијам книгата скоро, па ќе ви го прочитам друг пат, целиот цитат од Елена Вајт на таа тема. Принципот гласи, секогаш кога мисионирате, прво треба да му проповедате, во било кое село, во било кој град да влезете, прво треба да му проповедате и да го барате оној жител во тоа село или град,
кој што е најупатен, кој што е најмногу знае за верата. Значи, во некој село, во некој град, Елена Вајд конкретно зборува, треба да го барате свештеникот прво, или ако е тоа протестантско село, или че зависи сега која вероисповед е доминантна. Значи, ако влезете во муслиманско село, ќе го барате оџата. Ќе го барате оној кој што најмногу се колку толку најмногу е повикан да дискутира, да зборува, или го сметаат за авторитет, или најмногу знае за верата. Јас сум слушал искуства од некои стари адвентисти, како, кога се мисионирало во некои села, прашувале кој тука знае за Библијата, чита, дали познавате некој да чита Библија, дали познавате некој кој што е верник, побожен, кој ви е најпобожен човек. Така прашувале некои стари мисионери. Значи, до некаде го почитувале тој принцип. Елена Вајд вели дека ако се почитува тој принцип, веста на третиот ангел секаде ќе наидува на отворени врати. Сега може би звучи премногу оптимистички, меѓутоа, за жал, јас само го парафразирам ова. Вистината ќе остави поинаков впечаток во мислите на луѓето. А вака кога не се почитува принципот, изгледате како некои грабливци кои што се тука да крадат овци. Како разбойници, на некој начин. Затоа што, ако ја имаме вистината, прво ќе ја кажеме, ја кажуваме на секој, не може да ја криеме од некој, а ќе му ја кажам на овој други. Ја кажуваме на секој. И прво ќе му кажеме чест на оние кои што во тоа место најмногу знаат за Библијата. Тоа е принципот, значи што го кажува Елена Вајд, и некако вака го парафразирав со своји спорови. Но тоа е многу битен принцип. Самата вели, ако тој принцип се почитува, вистината ќе остави многу поинаков, многу пријатен впечаток во срцата и мислите на луѓето. Продолжуваме со Дела на апостолите. Во 13 глава сакам да прочитам уште еден битен стих. Кога апостол Павле ја започнува својата проповед во јудејската синагога, тој во 16 стих кажува вака. Односно Лука почнува и вели: а Павле кога стана и мавна со раката рече: луѓе израелци, значи кому му се обраќа сега во синагогата? Луѓе израелци и вие што се боите од Бога, послушајте. Како што гледаме, апостол Павле тука споменува две класи, две групи на луѓе. Прво им се обраќа на израелци во синагогата присутни, а кој друг освен израелци бил во синагогата? Биле некои незнабожци кои што се наречени богобојазни, односно луѓе кои што се боеле од Бога, а не биле израелци. Со други зборови, во јудеизмот имало два вида на прозелити, незнабожци кои што ја прифатиле верата и поверувале во единствениот жив Бог. Првите биле малцинство, оние кои што решиле целосно и преку обрезание да станат евреи и да ги прифатат сите права и обврски според еврејскиот закон. Но големото мнозинство богобојазни незнабожци не се решавал на тој чекор, особено обрезанието им било голема пречка, соблазна по тоа прашање. И едноставно се задоволувал само со тоа да ја посетува синагогата, да ги посетува еврејските богослуженија. Значи, го реформирал начинот на својот живот по многу прашања, ги прифаќал сите морални начала на еврејската религија, ги прифаќал, значи, началата за чиста храна,
сето тоа, меѓутоа не се решавале целосно да станат евреи, да се обрежат. И затоа останувале, како што самите евреи велеле, останувале на вратата. Значи, биле на прагот да влезат во Израел, но се уште не се решавале целосно да влезат. Оние првите пак прозелити, кои што целосно го прифаќале јудаизмот, тие се нарекувани странци кои што се наоѓаат внатре во домот. Не се на вратата, току се влезани внатре во домот. И таквите ги споменува четвртата заповед. И странецот кој што е во твојот дом. Богобојазните луѓе биле повеќе, биле мнозинство. Од оние кои што целосно решавале да станат израелци, најлесно им било на жените, бидејќи не се барало обрезани кај нив. Тоа е невозможно. Затоа, повеќето, кога читате во делата на апостолите, ќе видите како на многу места, кога евреите сакаат да ги изгонат апостолите од некое место, се вели како преку угледните жени во синагогата. Значи, повеќето еврејки кои што потекнувале од паганскиот свет, повеќето незнаборци, значи, кои што станувале евреи, биле од женски род. Рековме зошто. Им било полесно. Не морало да се обрезуваат. Повеќето биле жени. И тие жени би имале врски со локалните власти и евреите преку нив, значи, ги подбуцнувале властите да ги гонат апостолите од тоа и тоа место. Можеме да прочитаме повеќе такви примери во дела на апостолите, но тоа не беше темата и затоа само вака го спомена. Да прочитаме еден текст во 15-та глава од дела на апостолите. Значи се одржува Ерусалимскиот собор, се донесува одлука што да прават христијаните кои што потекнуваат од незнабоштвото, а што не треба или не се должни да прават од еврејскиот закон. И сето тоа заедно апостол Јаков го сумира со познатите зборови, 20 стих, туку да им се заповеда да се воздржуваат од идолски жртви, од блудство, од удавено и од крв, и да не му прават на друг ништо што ним не им е угодно. Значи, тоа е одлуката на Ерусалимскиот собор. И сега мнози не велат, ете, значи, тука не се кажува дека треба да празнуват сабота. Значи, доволно е да се воздржуваме од идолски жртви, од блудство, од удавено и од крв. Зошто не споменува да празнуваат сабота? Не, тука стана збор за христијаните, значи, кои што од незнабоштво се обраќаат, значи, христијаните кои што не биле евреи. Зашто тие тоа веќе го правеле? Ведеш, следниот стих, што кажува? Зашто Мојсей во сите градови има луѓе од стари времења кои го проповедаат, од и неговиот закон се чита по синагогите во секоја сабота. Зошто го кажува ова апостол Јаков? Значи, сите христијани и тие што не биле евреи, сите христијани во сабота наутро оделе каде? Во првиот век. Во еврејската синагога. Оделе на еврејското богослужение, се додека не биле избркани од тоа. Значи, расцепот помеѓу синагогата и црквата настанува од евреите, кога евреите ја гонат црквата. Самите христијани не се одвојуваат од синагогата. Самите христијани немаат секташки памет на одвојување. Христијаните секогаш биле заедно со синагогата. Евангелието е нешто што треба да соединува. Евангелието само по себе соединува. Не раздвојува, не разделува. Затоа вели апостол Павле дека Евангелието е сила Божја за спасение на секој што верува, Римјаните 1.16, прво на јудеец, а второ, да, што под грка, рековме се подразбираат сите незнабошци.
Значи, во еврејската синагога имало колку класи на луѓе, слушатели, посетители? Имало израелци, значи евреи, имало богобојазни незнабожци, кои што не биле евреи, а биле привлечени од јудеизмот, и трета класа христијани, тие што веќе го прифатиле Евангелието. Тоа е новозаветната синагога. Новозаветната синагога не е еврејска синагога, како денешната, каде што ќе отидете и ако не знаете еврејски, таму ќе бидете како теле. Значи, нема никаква корист од вашето присуство таму. А каква била новозаветната синагога, каде што имало мнозина што не биле евреи, каде што универзален јазик во целата Римска империја, особено на исток, бил општиот дијалект, дијалектот на Александар Македонски, каде што самите евреи во тоа време не зборувале на еврејски јазик. Туку зборувале на кој јазик? Не, самите евреи, значи, да, самите евреи меѓу себе, евреите во Палестина, например, зборувале на арамејскиот јазик. Да. Значи, стариот еврејски јазик бил заборавен, а сите знаеле грчки, сите знаат англиски денес. Иако тоа не е англиски, тоа е американски јазик. Тоа е американски јазик, тоа не е англиски јазик. Така и општиот дијалект бил македонскиот дијалект, ама како попрост, што сите може да го разберат. Не бил тоа дијалектот на Платон или Сократ или атинските филозофи, што простиот народ тоа не го зборувал и не го разбирал. Имало повеќе дијалекти. Но општиот дијалект бил затоа наречен општ, бидејќи сите го разбираат. Не бил тоа некој научен јазик. Според тоа, на кој јазик се зборувало во синагогата? Се зборувало на општиот дијалект. Новозаветната синагога била нешто сосем поинакво од еврејската синагога денес или од еврејската синагога во времето кога била основана, во времето на Ездра и Немија, например. Новозаветната синагога била нешто специјално. Било место каде што се собирале сите оние што веруваат во единствениот жив Бог, во Творецот. Дури кога немало, прочитавме во 16 глава, следната глава, кога немало синагога, оние што верувале во единствениот жив Бог се собирале во сабота наутро, покрај река, затоа што евреите своите синагоги ги граделе покрај река, па ако немало синагога, во било која река, најблиска. Можеме да читаме и други текстови од Дела на апостолите. Например, кога апостол Павле доаѓа во Солун, што ни се кажува таму во 17 глава, вториот стих, Павле по својот обичај влезе при јудејците, значи прво таму, и 3 саботи поред им зборуваше од писмото. Да не заборавиме еден текст од 14 глава, што не го прочитавме, а што е многу познат и многу битен. Дела на апостолите 14 глава. Откако одржале проповед во Антиохија Писидиска, денешна Турција, еден саботен ден, 42 стих, таа се извинувам, 13 глава, каде што бевме на почеток, да, 13 глава. 14 е за Листра и Иконија. Видите, има многу места, например во 14 глава, првиот стих во Иконија, каде што исто така почнуваат да проповедаат влегувајќи во јудејската синагога. На некои места не се кажува дека во сабота проповедале, меѓутоа, штом влекле во јудејската синагога само во сабота и работел. Значи, на многу места се зборува дека прво во саботен ден проповедале во еврејската синагога, дури ако не се споменува саботата, бидејќи еврејската синагога само во сабота била отворена. Но во 13 глава се вели 42 стих, го споменав,
А кога излегуваа од синагогата, незнабожците ги помолија овие зборови да им се проповедаат и ним, кога? Во идната сабота. И сега, зашто апостол Павле, овој прашање секам ред Карло го постави, кога тука имаше евангелизација. Зашто апостол Павле не им рекол на овие незнабожци, значи незнабожците ја упатија оваа молба? Послушайте, не мора да чекаме до другата сабота, саботата е еврејски ден. Дај ние утре, ако сакате ќе се собереме во театарот, па ќе ви зборувам цел ден. Зошто апостол Павле не го рекол тоа? Можел да го рече, нели? Шо има да чекаме до сабота? Саботата е за евреите. Дај ние во амфитеатрот ќе се собереме, ќе ви зборувам утре цел ден. Зошто не го рекол тоа? Затоа што апостол Павле не сака, че самите незнабожци кои што знаат дека единствениот жив Бог, Творецот, се почитувал во саботниот ден на јавно богослужение, не сакал да ја расипе таа свест, дури кај незнабожците. Незнабожците знаеле дека единствениот жив Бог, израелскиот Бог, се во саботен ден се обожува на јавни богослуженија. Самите незнабожци тоа го знаеле. Тој не сака да го расипе тоа, тој не сака да ги одвои и нив, значи идните верници, а сега само заинтересирани слушатели од еврејската синагога. Не сака да ги одвои. Затоа Павле чека, штом тие така побарале, не сака да им ја расипе таа свест. Ја чека следната сабота и во идната сабота, вели, се собра скоро целиот град да го чуе Словото Божие. Не знам колкава била еврејската синагога во Антиохија Писидиска, ама верувам дека не биле сите собрани во синагогата. Првата му се вели кога бил во Коринт, останал таму 1 година и 6 месеци. Крисп, кој што бил началникот на синагогата, поверувал, станал христијанин. Според тоа, кога една цела синагога, заедно со незиниот старешина, го прифатила Евангелието, што мислите, кој ден апостол Павле проповедал и кога христијаните се собирали на богослужение во Коринт? Во сабота. Токму така. Меѓутоа, во синагогата се собирале и оние што не биле христијани. Значи, и евреите што не го прифаќале Евангелието се уште, или никогаш, за жал. И богобојазните, иако голем број од тие богобојазни и незнабожци станувале христијани, штом ќе го чуят Евангелието. Но сепак, скоро секогаш постојала тие три класи. Евреи, богобојазни незнабожци и христијани, кои што заедно оделе во синагогата. Христијаните секогаш оделе во синагогата, сабота сабајле. Но, својата причест на која што требало да присуствуваат само крстени христијани, а не било кој друг, ја одржувале навечер. Значи, христијанското богослужение било затворено богослужение, затоа што на Христовата причест не присуствува секој. Тој и црковната историја го сведочи. Но, христијаните не се одвојувале од она општо богослужение во сабота наутро, каде што оделе сите оние што веруваат во Творецот, единствениот вистински Бог. Би сакал тука да завршам со еден цитат од Елена Вајт. Во рани списи таа зборува за една визија која што многу ретко се зборува за неа. Ја никош не сум ја чул некој да зборува за неа или да коментира за тоа во некоја книга. Во рани списи 59-60 страница во македонскиот превод има еден наслов, цела глава, времето на собирање
Така гласи насловот на главата. Еве ќе почнем да цитирам, нема да го читам целиот текст на визијата. Елена Вајд вели: Господ ми покаже на 23. септември дека тој повтор пат ја испружил раката своја за да го придобие остатокот од својот народ и дека напорите во ова време на собирање мораат да се удвојат. Во состојба на расејаност, која што настанала по тешкото разочарување во 1844 година, Израел беше рануван и разнишан. Меѓутоа сега, во времето на собирање, Господ ќе ги исцели и ќе ги превие раните на својот народ. Напорите кои во тоа време се распаднаа вложени во проповедање на вестината имаа малку успех. Се постигна нешто или речиси ништо. Но во времето на собирање, кога Божјата рака се зафати да го собере својот народ, настојувањата вестината да се расшири ќе има очекуван успех. Много интересно, кој е тоа време на собирање за кој што зборува Елена Вајд? Господ го подигнал адвентизмот не за да тој се издвои и да стане уште една протестантска секта, туку за да го собере целиот остаток од сите цркви. Кај да го собере? Да го собере во саботен ден, повторно во новозаветната синагога. Само што новозаветната синагога не е еврејската синагога. Денешната еврејска синагога. И денешните евреи што одат таму, повеќето од нив не знаат еврејски и не разбираат рабинот што пее таму. Господ сака во последното време неговиот народ да биде собран повторно во саботен ден во новозаветната синагога. Која е таа новозаветна синагога? Затоа ја подигнала Адвентичката црква, да биде новозаветната синагога во последното време. Зборот синагога значи собирање, место на собирање. За жал, денеска самите адвентисти се расејани и поделени по разни основи и разни прашања. Меѓутоа, Господ ќе го собере својот народ. Нема да го собере со полсоновци, со доктори и магистри по теологија, или како што рече еден верник од Хрватска, нема да го собере со такви кои што биле избрани со кревање рака или со ливчиња на некои собори. Знаете, кога апостолите сакале да изберат заменик на местото на Јуда, што направиле? Интересно, не направиле избори. Знае дека демократијата нема врска. Туку фрлиле ждрепка. Повторно нешто човечко, ама туку има повеќе шанси тука Божиот прст да дојде до израз, отколку во човечката манипулација наречена демократија и избори. Сепак и тоа било нивно човечко размислување. Со ждрепка избравме нов апостол. Господ тоа го потврдува, станува официјално тогаш кога го испраќа својот свети дух. Господ ќе го собере својот народ, ќе го собере под водството на последниот Илија. Човек помазан од светиот дух. Дали ќе го препознае црквата? Дали ќе го препознаеме ние и ќе го признаеме? Тоа е друго прашање. Но таквиот нема да бара дозвола од нив. Таквиот ќе го изврши делото кое што е проречено и во Библијата и во духот на пророштвото, а наше е ние да го препознаеме и да се соединиме со него. Бидејќи и денес, иако е ова страшна состојба на расејаност и поделеност, денес живееме во времето на собирање. Папата ќе ги собере своите следбеници под едно крило, под неговото. Но Господ ќе ги собере својот остаток во ова последно време.
да даде Господ да бидеме дел од тој остаток. Во тој остаток ќе има и католици, и православни, и протестанти, муслимани, но сите што ќе го прифатат третиот ангел. Нека му е фала и слава. Амин.